Почитувани, додека Македонија бележи огромен број на новозаболени од COVID-19, Венко Филипче, трчајќи да ја реализира партиската агенда на Зоран Заев и Социјалдемократскиот сојуз, заборави дека е министер за здравство. На Филипче и Заев, а и на Оливер Спасовски, се покажа дека политиката и тендерите им се поважни од здравјето на граѓаните, ама и од животите на граѓаните. Има голем број на новозаразени во деноночие, има голем број на починати во деноночие. Македонија води по црните статистики, како по број на заболени на милион жители, така и по број на починати на милион жители, но ова не е тема, уште помалку приоритет за Филипче, Спасовски, ама и за Заев. Сведочиме и за случаи на дискотеки полни со народ, каде никој нема маска, дистанца пак нема воопшто, ама не е тоа важно. Важно е што објектот бил во сопственост на нивни другари, на друштвото на Заев. Кога станува збор за друштвото на Заев, ништо не е важно, не се ни помислува на здравјето на граѓаните. Додека Заев и неговото друштво ги интересира личниот профит, инспекторите најавуваат кривични пријави. Заев и Социјалдемократскиот сојуз го загрозуваат здравјето и ги загрозуваат животите на граѓаните. Ако вака се продолжи со загрозување на здравјето и животите на граѓаните, вината оди на адреса на Филипче и Спасовски, како и на нивниот партиски председател Заев, кој е занесен во лагите и сторувањето на криминал. Неспособноста за справување со корона кризата е видлива како никогаш досега. Неспособноста на Заев и неговите Филипче и Спасовски се плаќа со здравјето и животите на граѓаните. Ви благодарам. Дали имаме прашања? Да, имавме ние како партија поднесено приговори, но нашата правна комисија заседава се уште и не можам да ви кажам за тоа како ќе одлучи дали да одиме со жалба до управен суд. Ќе бидете известени сигурно од како ќе заврши седницата на нашата правна комисија. Имате ли разговори со некои од партиите за постизборно коалицирање со оглед на тоа дека се брзаше да се оди на избори, 5 дена помина од изборите до сега практично статус кво е ситуација, да разговарате со некого, ќе разговарате, има најави? Сите опции и варијанти се можни, се на маса, се во тек, со оглед на фактот што ВМРО-ДПМН како партија освои најмногу мандати овие избори, така да оставам на процесот сепак да заврши дефинитивно со одлуките на Уставен суд, да ги добиеме дефинитивно бројките на мандатите, инаку сите можни разговори со сите политички партии се на маса и се можни. Во тек се. Не, во тек се, со оглед на тоа што се уште дефинитивно немаме бројката, не можам да кажам дека се започнати, но опциите се разгледуваат, се на маса и се можни со сите. Не. Денеска има извршен закажано што ќе биде тема за што ќе Па разговараме. заседавање на извршени централен комитет во нашата партија се континуирана работа ги имавме и во текот на изборите, така да за она што ќе се разговара сигурно ќе бидете известени, се разбира изборите нема да бидат избегнати. Ви благодарам.